Нови палење на страништата и сламата во Ризиштата ја повторија загрижувачката димна завеса во Кочанската котлина, од која не се гледаат населените места. Пожарите се ширеа покрај Оризарска река, потоа во полињата кај Прибачево и Грдовци, а помали запалени површини чадеа и во други атари. Патниците кои доаѓаат од Штип во правец на Кочани и понатаму кон другите градови и села, подзастануваа на патот во страв да не се случил некој опасен пожар, бидејќи црн чад го затвораше видикот пред нив. Додека наша екипа ги снимаше инсертите од обиколниот пат кон Оризарска река, едно возило на противпожарната единица се упати кон средиштето на пожарот со намера да интервенира и да спречи негово ширење, бидејќи доколку не се локализира, огнените јазици може да зафатат полски кукички и други објекти. На терен можеше да се забележи дека покрај сламата горат и стебла од пченка, трска и други остатоци од земјоделските култури останати по нивите. Деновивен иницијатива на градоначалникот Николчо Илиев, средба со земјоделците оствари министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, на која една од темите беше палењето на страништата и последиците од него. Меѓутоа, и покрај апелите и казните кои ги предвидува законот, дело од земјоделците остануваат глуви и недостижни за инспекцијските служби, кои тешко се справуваат со оваа негативна појава. Впрочем, токму како последица на чадот, денеска воздухот во Кочани беше енормно загаден, а саги летаа на сите страни.